Добар ден, драги ученици! Добродојдовте во нашата Е-училница. Јас сум Зоран Арминовски, оделенски наставник во Основно училиште Кузман Јосифовски Питу од Кичево. На почетокот од овој час по музичко образование да се подсетиме. Народното творештво го сочинуваат умотворби, како што се гатанки, поговорки, легенди, бајки, ракотворби, како што се килими, носи, накид и народна музика, а тоа се народни песни, народни ора и народни инструменти. Преку музиката, народниот пејач ги искажувал чувствата на радост, среќа, тага, болки, желби, но опишувал и историски настани и секојдневни случувања. Различната кореографија на ората е израз на чувства и збиднувања поврзани со секојдневниот живот на човекот. На овој час ќе учиме за едно македонско народно оро, а тоа е тешкото. Македонското оро тешкото се смета за едно од најубавите и најтешките македонски ора. Се поврзува со печалбарството како судбина на луѓето во Македонија. Кога печалбарите од Лазарополе, Галичник, Гари и други мијачки села заминувале на печалба, се играло на крајот на селото. Така тие се разделувале со најблиските пред да тргнат на исцрпувачка работа во туѓина. А на верскиот празник Петровден се враќале во родниот крај за да учествуваат на свадбите на своите роднини. Ударите на тапанот и пискотот на зурлите го означуваат почетокот на орото. Со бавни движења играорците формираат круг. Ороводецот дава знак со шамивчето и играорците се фаќаат за раце. Со смиреност и достоинство започнува танецот со приказна за мачниот живот на македонскиот народ. Динамиката на играта и изедначениот ритам ја нарушува моментот кога ороводецот ќе се качи на тапанот. Оваа символика го представува повикот за победа, отпор кон маките, страдањата и тешкотиите. Во продолжение, играта добива забрзан ритам. Секој играорец за миг е ороводец, го прима марамчето, го води орото и го предава на следниот. Начинот на играње, звукот и ритамот што го создаваат зурлите и тапанот создава возбудлива атмосфера. Со тек на времето, тешкото прераснува во химна, не само на печалбарството, туку и на сета тежина и горчина собрана во македонските души низ многу векови робување. Тешкото и неговите елементи станале неисцрпен и инспиративен мотив. Напишани се многу литературни песни и раскази, снимени се филмови, создадени се дела на класична музика и новосоздадени народни и забавни песни. Да повториме што беше најкарактеристично за македонското оро тешкото. Со пискотот на зурлите и звуците на тапанот започнува
орото. Играорците формираат круг. Кога ороводецот ќе даде знак, тогаш играорците се фаќаат за раце и со бавни движења започнува орото. И така е се до моментот кога ороводецот ќе се качи на тапанот. После тој момент, орото добива еден забрзан ритам и тука се случува промена. Ороводецот го предава шамивчето на следниот играорец и се повлекува назад. Потоа тој што бил втор го води некое време орото, го предава марамчето и тој се повлекува назад и така за момент секој од играорците е ороводец. Тоа е најкарактеристичното во ова е наше македонско традиционално оро. А вие истражете. На вашиот интернет пребарувач напишете го називот на орото и изгледајте неколку видеа. Внимавајте на инструментите и мелодијата. Следете го начинот на кој се игра орото. Внимавајте на промената на темпото. Изгледајте го повторно ова видео и во тетратките одговорете на следниве прашања. Со кои музички инструменти се изведува орото? Со какво темпо започнува орото? Дали темпото се забрзува или забавува при понатамошна изведба? Објасни што се изразува со промената на темпото во ова оро. И нацртај една сцена од орото што те остави најсилен впечаток. Се надевам дека ви се допадна македонското оро и се надевам дека го збогативме нашето знаење поврзано со фолклорот. До гледање, ученици!